Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на книгата Изреки. Ке продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат. Стих 22. Лажливата уста е одвратност пред Господ, а кој говори вистина, благоугоден му е нему. Соломон всушност вели, зборувај ја вистината. Зборувањето на вистината треба да е една од главните одлики на оние кои исповедаат вера во Бог, бидејќи Бог е таткото на вистината. Продолжувам со читање. Стих 23. Расудлив човек го прикрива знаењето свое, а срцето на глупавите го разгласува своето безумие. Предпоставувам сте се нашле во ситуација во која некој човек премногу зборува и сите околу него знаат дека подобро ќе биде да ја затвори устата, отколку да продолжи со зборувањето. Библијата ги нарекува таквите луѓе глупави, бидејќи не се свесни за себе, ниту пак се свесни за ефектот на нивните зборови. Од друга страна, расудливите знаат кога треба да зборуваат, а кога да молчат. Стих 24. Раката на работливите ќе господари, а мрзливоста води во робство. На прв поглед изгледа дека некои од изреките во оваа книга немаат допирна точка со денешната реалност во која живееме. Земете ја, например, изреката која што туку ја прочитавме. Дали работливите се секогаш оние кои се на водечки позиции во општеството и бизнисот? Не би рекол. Во општеството во кое живееме многу често господарат снаодливите и оние кои имаат врски, а останатите работат за нив и под нивниот авторитет. Но сакам да ја погледнеме оваа изрека не од перспектива на сегашноста, туку од перспектива на вечноста. Ако го направиме тоа, тогаш без проблем ќе дојдеме до истиот заклучок како и Соломон. Имено, дека оние кои се посветиле на служба на Евангелието, ќе господарат. Тие се работливите Божи слуги, кои животот го посветиле во ширењето на Божјото царство тука на земјата. Бог таквите, богато ќе ги награди. Не само тоа, туку верувам дека и помеѓу спасените ќе има одредени разлики врз основа на тоа дали и колку биле вложени во служба за Божјото царство. Еден ќе биде статусот на апостолите во рајот, а друг ќе биде статусот на луѓето како мене и вас. Иако лично би сакал да се најдам во друштвото на апостолите и пророците, сепак свесен сум дека не припаѓам меѓу таквите великани на верата. Тоа е моето објаснување за стихот што го прочитавме. Ако се покажеме работливи во светло на Евангелието и Божјото царство, верувам дека не очекуваат богати награди во вечноста. Стих 25. Тагата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го развеселува. Односно, колку се пријатни добрите зборови. Тоа е она која Јофим го кажа на своите пријатели. Добрите зборови го менуваат расположението на луѓето и ги освежуваат нивните души, особено оние кои тагуваат, се огорчени или имаат некаков проблем. Стих 26. Праведниот му го покажува патот на ближниот свој, а патот на нечестивите ги води во заблуда. Како можете да препознаете дали некој живее праведно? Преку начинот на кој таа личност се однесува кон ближните. Кога праведниот го гледа ближниот дека тргнал по лош пат, тој му пристапува и во љубов го советува да се врати на патот на побожноста. Пророкот Натан беше близок со Давид и кога царот направи греф, тој му пристапи, разговараше со него за тоа и го соочи со неговиот престап. Знаете зошто праведните луѓе го прават тоа? Бидејќи се грижат за душите на другите. Еден од најдобрите пријатели што ги има во животот беше личност која многу ми помогна додека бев во средно школо и кога започнав со службата во локалната црква. Кога завршив теолошки факултет, личноста ми помогна да се вработам во локалната црква во која припаѓав, иако црквата можеше да најми некој многу подобар од мене. Но луѓето таму добро ме познаваа и сакаа јас да бидам нивни пастор. Иако правев многу почетнички грешки, сепак беа љубезни и ми дадоа време да учам како да бидам добар пастор за нив. Една од грешките кои ги направив на почетокот од службата беше обидот да имитирам еден познат проповедник.
Некое време пред да станам пастор во црквата имав прилика да го слушам тој проповедник во живо и многу ми се допадна неговата дикција и ораторски способности. Од тој момент, па во следните неколку месеци се трудев да звучам како него, мислејќи дека тоа ќе ми помогне да имам повеќе авторитет врз слушателите или дека така моите проповеди ќе бидат поефективни. После една неделна богослужба, пријателот за кој ви зборувам ме покани на ручек и додека јадевме ми кажа нешто многу важно. Никогаш нема да ги заборавам неговите зборови. Ме погледна и ми рече: "Ние сакаме ти да ни бидеш пастор, таков каков што си. Нема потреба да имитираш други луѓе." Тоа е се што ми кажа и потоа продолжи да зборува за нешто друго. Иако искористи само неколку зборови, сепак ми го покажа правилниот пат. Праведните луѓе им помагаат на ближните, бидејќи ги сакаат и им го посакуваат најдоброто. Од друга страна, нечистивите не го прават тоа, и кога ќе видат дека ближниот оди по лош пат, тие не прават ништо во однос на тоа, бидејќи се рамнодушни и во нив нема љубов за душите на другите. Стих 27. Мрзливиот својот лов не го пече, а трудолюбивоста е големо богатство. Со други зборови, мрзеливиот оди на лов, го убива пленот, но премногу е мрзелив за да го подготви за печење и да го изеде. Мрзеливите луѓе или не почнуваат да работат, или почнуваат, но не го завршуваат тоа што го почнале. Од друга страна се вредните, за кои мудроста вели дека поседуваат големо богатство. Тие започнуваат одредена работа и ја завршуваат како што треба. Сетете се на Рута од Стариот Завет. Таа и нејзината свекрва Ноемина дојдоа до ситуација во која немаа што да јадат. Но наместо да седат дома и да чекаат некој да им помогне, Рута излезе на полињата да побара дозвола да жнее со останатите работници за да има храна за дома. Не само тоа, туку кога се врати дома, таа засука ракави и ја подготви храната. Тоа е трудолюбивост и тоа е големо богатство. Трудолюбивите луѓе сваќаат дека работата е добра и дека е добро да им се служи на другите. Многу ретко ќе слушнете трудолюбив човек да бара другите да завршат нешто за него. Во домот во кој има трудолюбив сопруг, ретко ќе слушнете да бара од сопругата да му даде да јаде, да ги измие садовите, да му ги испегла алиштата и слично. Стих 28. По патот на правдата има живот, и во нејзината патека нема смрт. Колку прекрасно ветување за Божите деца. Дури и тогаш, кога ќе се соочиме со физичката смрт, можеме да бидеме сигурни дека вечниот живот е пред нас и ќе бидеме во Божјото присуство. Не заборавајте, книгата Изреки треба да ја толкуваме од перспектива на вечноста. Глава 13. Во глава 13, мудроста продолжува да не учи на важни животни принципи. Слушнете што пишува во првиот стих. Мудриот син ја слуша татковата поука, а непослушниот не го слуша прекорот. Со оглед на тоа што Соломон ги слушаше поуките на татко му Давид, можеме да заклучиме дека тој беше мудар син и затоа има право да ги поучи другите да го прават истото. Татковците не само што имаат одговорност да ги пофалат синовите кога прават добро. Тие исто така треба да ги прекоруваат кога поведението на синовите не е примерно. Дали синот е мудар или неразумен, може да се препознае според тоа како постапува со советите на неговиот татко. Стих 2. Од плодот на устата своја човекот ќе вкуси добро, а душата на беззаконикот е полна со насилство. Кој ја чува устата своја? Тој ја чува душата своја. А кој широко ја отвара устата своја, тешко нему. Широкото отворање на устата се однесува на оговарањето, грев кој е многу застапен помеѓу луѓето. Во суштина, оговарањето е споделување лоши или негативни информации за некоја личност која не е присутна додека се одвива разговорот. Затоа, еден од начините на кои можете да се пазите од оговарање е да размислите пред да почнете да зборувате за некој што не е присутен. Поставете си го прашањето. Ако личноста за која сакам да зборуваме тука присутна, дали ќе ги кажам овие нешта пред неа? Или ќе разговарам на некоја друга тема? Ќе продолжам со читање.
Стих 4. Душата на мрзливиот посакува, но напразно, а душата на работливиот ќе се насити. Во црквата во Солун имаше верници кои беа мрзеливи. Тие не сакаа да работат бидејќи си велеа: Господ Исус Христос ќе се врати многу брзо. Затоа, апостолот Павле им порача на таквите: кој не работи, нека не јаде. Мрзеливите луѓе не заслужуваат помош. Единственото нешто што им е потребно е поука и дисциплина за да се променат. Праведникот го мрази лажливиот збор, а безбожниот се однесува бесрамно и одвратно. Правдата го чува непорочниот, а безбожноста го погубува грешникот. Бог ни дал две можности: да тргнеме по неговиот пат или да се соочиме со последиците од безбожните постапки. Ако сте вистински христијанин, сигурно ќе пазите на овие нешта и колку што можете, ќе се држите подалеку од лагата. Праведниците ја сакаат и говорат вистината. Тоа е една од нивните главни одлики. Стих 7. Некој се покажува богат, а нема ништо. Друг се прикажува за сиромав, а има големо богатство. Желбата да се прикажеме богати и да се споредуваме со другите е во нас поради нашата грешна природа. Сите ние сме склони да ставиме некаква маска пред другите. Ова е особено така кога станува збор за нештата кои ги поседуваме или сакаме да ги поседуваме. Луѓето кои немаат силен и цврст идентитет во Христос ќе сакаат пред другите да се покажат како богати, за другите да им љубоморат, да им завидуваат или да имаат високо мислење за нив. Како резултат на тоа, денес ќе сретнете млади личности кои живеат според одреден стандард, а не заработуваат доволно за да го финансираат животниот стандард кој го посекуваат. Затоа, тие зајмат пари од пријатели и ретко ги враќаат. Правејќи го тоа, тие ги нарушуваат меѓусебните односи со најблиските. Сето тоа е резултат на желбата да се покажат богати пред другите, иако немаат ништо. Овој начин на однесување му е одвратен на Бог, бидејќи е поттикнат од лицемерие. Луѓето кои сакаат да прикажат пред другите одреден статус, што не го поседуваат, се личности кои носат маски, а Бог не ги сака маските. Бог сака да бидеме искрени и да сватиме дека нашиот идентитет е цврст само тогаш кога е заснован врз него. Стих 9. Светлината на праведниците свети силно, а светилото на нечесните згаснува. Ако ја читате историјата на царевите кои владееја со Израел, ќе го сватите вистинското значење на овој стих кој што току го прочитав. Соломон вели дека светлината на оние кои живеат праведно свети силно, а светилото на нечесните згаснува. Сите лоши цареви во Израел завршија трагично. Од друга страна, оние добрите до ден денешен се пример за нас и од нив можеме да научиме како да му веруваме и служиме на Бог. Истото се однесува и за владетелите на другите царства и држави низ историјата. Земете го за пример Хитлер. Неговиот крај воопшто не беше пријатен. Неговото светило згасна многу неславно. Стих 10. Од гордоста произлегува кавга, а мудроста е во оние што примаат совет. Горделивите луѓе не сакаат да примаат совет. Кога некој ќе им каже дека не се во право или дека треба да се променат, тие веднаш започнуваат со кавга. Но мудрите знаат да препознаат добар совет и да го примат со кротост. Во која група луѓе спаѓате вие? Стих 11. Богатството, спечалено со беззаконие, се намалува, а кој собира со труд, го зголемува. Сигурен сум дека некој од вас си велат: нема шанси оваа изрека да е вистина. Реалноста ја демантира вистинитоста на оваа изјава. Да ве потсетам, изреките не треба да ги толкуваме само во светло на сегашноста. Од вечна перспектива, оваа изјава е навистина точна. Факт е дека голем број од богатите луѓе во нашето општество го имаат спечалено богатството со беззаконие. И истото воопшто не се намалува, токму напротив. Исто така, факт е дека и трудолюбивите луѓе не се секогаш оние кои се богатат. Но од перспективата на вечноста, вистинското богатство не е материјалното, туку духовното. Од перспектива на вечноста, материјалното богатство спечалено со беззаконие навистина се намалува,
бидејќи луѓето не можат да земат ништо со себе кога ќе го напуштат овој свет. Еден ден, кога ќе застанеме пред Божиот суд, нема да е важно колку пари сме заработиле, туку колку пари сме дале и како со своето материјално богатство сме им помогнале на оние кои биле во потреба. Стих 13. Кој не води грижа за словото, тој си штети, а кој се бои од заповедта, нему ќе му се даде награда. Поуката на мудриот е извор на животот. Таа го избавува од мрежите на смртта. Добриот разум донесува пријатност, а патот на беззаконниците води во пропаст. Многу луѓе ја имаат можноста да ги слушаат овие библиски поуки, но некои од нив не се заинтересирани за тоа што Бог има да им го каже преку Светото писмо. Таквите не водат грижа за словото и самите себе си наштетуваат. А оние кои го слушаат словото и го исполнуваат, ќе ги добијат Божите благослови. Во една од параболите во Евангелијата, Господ Исус вели дека оние кои го слушаат и исполнуваат Божиот збор ќе родат многу духовен плод. Патем, првите неколку зборови од стиховите кои ги прочитавме се поврзани со последните неколку зборови. Стих 13 започнува со тоа што ги опишува оние кои не водат грижа за словото. А стих 15 завршува со тоа што вели дека патот на беззаконниците води кон пропаст. Секој кој не води грижа за словото ќе се најде на патот на беззаконието. Пат кој води кон вечна смрт и одвоеност од Бог. Ненамерно го прескокнав стих 12, но ќе го прочитам сега. Слушнете што напишал царот Соломон. Надежта, долго неостварена, го изнемоштува срцето, а исполнетата желба е како дрво на животот. Кога некој долго се надева на нешто и тоа нешто не се исполнува, таквата неисполната надеж ја истоштува личноста. Затоа е добро да се надеваме на Бог. Бидејќи кога надежта ни е заснована врз неговиот карактер и ветувања, можеме да бидеме сигурни дека се што ни го ветил ќе се исполни. Стих 17. Лош гласник носи беда, а верен гласник е спасение. Една од причините зошто денес властите често им носат лоши вести на луѓето е бидејќи живееме во грешен свет кој е предводен од грешни луѓе со лоши морални вредности. Но црквата не треба да се обесхрабрува, дури и тогаш кога околностите се многу лоши. Црквата треба да биде како верен гласник кој ја носи пораката на спасението до сите луѓе. Во време во кое постојано се зборува за некакви проблеми како на локално, така и на светско ниво, ние христијаните сме повикани да ја шириме радосната вест, да им кажеме на луѓето за Божјата љубов и спасение. Стих 24. Кој ја жали прачката, го мрази синот свој, а кој го сака, го казнува од детските години. Ова е најдобрата детска психологија во светот. Во денешното општество психолозите и педагозите се повеќе зборуваат за тоа како децата не треба физички да се дисциплинираат, дека тоа штетно влијае на нивниот развој и слично. Но Бог има поинакво мислење на таа тема. Како што можете да забележите од стихот кој го прочитав, Бог преку царот Соломон вели дека штедењето на прачката е знак на омраза кон детето. Не велам дека децата денес буквално треба да се дисциплинираат со прачка. Ако го мислите тоа, тогаш не сте сватиле што сака да ни каже овој стих. Поентата е дека телесната дисциплина е важна во воспитувањето на детето и кога се извршува на правилен начин, без лоши намери, истата може да му помогне на детето во неговиот развој. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram.
Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.